7 лица се повредени во сообраќајна незгода која доцна синоќа се случи на патот Велес Градско кај местноста Јулика. Во несреќата учествувале 2 автомобили и двајца млади кои возеле ролери. Истата се случи околу 20 часот. До несреќата дошло откако едниот автомобил се обидел да ги избегне возачите на ролери. Во истиот момент од спротивниот правец доаѓал другиот автомобил кој директно удрил во него. Повредени се сите патници кои се превезувале со двата автомобили, како и момчето и девојката кои биле на ролери. Во болницата во Велес се донесени 7 лица, но за среќа сите поминале со полесни повреди. По укажаната помош се пуштени на домашно лекување. Во текот на вчерашниот ден, во предпладневните часови се случи уште една сообраќајна незгода на автопатот Неготино Демир Капија. Излета автомобил БМВ со турски таблици. Во несреќата, тројцата патници се здобиле со тешки телесни повреди, поради кои, по укажаната прва помош во болницата во Велес се пренесени во Скопската клиника. На делницата Неготино Демир Капија, 7 лица го загубиле животот во изминатите 2 години. Сите се странски државјани кои патувале на одмор во Грција. Од велешката полиција велат дека зголемен е бројот на сообраќајни незгоди на овој патен правец во текот на летната туристичка сезона. Апел до сите лица кои што управуваат со возилата е да се придржуваат до поставената сигнализација, да се придржуваат до ограничувањата на брзината кои што ги има, секако спрема условията на патот. И последно, но можеби не и незначајно, според мене ова е најважното, да користат почести одмори за време на управување на возилата, бидејќи првичните сознанија до кои што доаѓаме при работење на терен се дека токму заморот е една од главните причини за случување на сообраќајните несреќи. Токму зголемениот број на сообраќајни незгоди ги натера здравствените власти оваа година да воведат дежурна служба на итната помош. Екипи од 7 општини спроведуваат 24-часовни дежурства на автопатската делница. Пунктот е поставен во близина на Демир Капија. Целта е што поскоро да им се пружи прва помош на повредените во сообраќајните незгоди.